Иако се уште не целосно, Државната комисија за спречување корупција веќе ги објави првите пријави за имотната состојба на новите и пратениците од претходниот собранински состав. Првите пратенички изјави за нивната имотна состојба упатуваат на богати луѓе кои немаат речиси ништо. Со други зборови, првиот преглед упатува на многу богати и засега многу сиромашни пратеници. Така, штипјанецот Борислав Крмов, еден од двајцата пратеници на Левица, пријавил стан во Штип од 65 квадрати, кој е купен во 2015 година. Крмов до овој ангажман беше невработен. За разлика од него, новиот пратеник од СДСМ Лазе Таневски доаѓа од бизнисот и покажува како се работи. Има 5 стана, од кои 3 во Охрид и 2 во Скопје, кои ги процениле на околу 250.000 евра и земјоделско земјиште од 230.000 евра. Доктор Ненад Коцич, исто така од СДСМ, има 2 автомобила во вредност од 25.000 евра, заштеда од 40.000 евра и специјалистичка ординација за која не навел колку вреди. Професорката и пратеник од ВМРО ДПМН Иванка Василевска има кредит од 70.000 евра, но и 2 стана во Сопиште во вредност од 120.000 евра. Незиниот сопруг има 3 возила во вредност од околу 30.000 евра. За сега најбогат меѓу богатите е Ѓоргија Сајковски, кој пријавил имот на родители вреден 750.000 евра. Оваа нецелосна листа има и друга страна, односно, ако не сиромашни ги представува помалку богатите. Еве кои се сликовитите примери од другата страна. Прва секако е Марија Петрушевска, која пријавила 4 велосипеди и штедна книшка од 60.000 денари. Со скромен имот и кредит до гуша располага и Моника Зајкова од ЛДП, која пријавила автомобил Поло од 4.000 евра, но и кредит од 60.000 евра. Пријавата на имотната состојба е законска обврска за сите јавни функционери и секој намерен или ненамерен превид е казнив. Но од познати причини досега кај нас тоа не се случило. Ке се покаже ли антикорупцијска овој пат во друга светлина? Ке видиме.